но за старт, за да можам да одработам платата. Почитување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што сакате. Дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чекай сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно издание на Аргументи. Се мислев како да почнам, имајќи ја предвид актуелната политичка ситуација, и ми текна дека граѓаните во секојдневните комуникации се заинтересирани каква е состојбата, што има ново, станат да прашаат. Одговорот најчесто е нема ништо ново. Дали е тоа во ред, дали е се во ред, или пак зад оваа синтагма нема ништо ново, нешто се движи. Предпоставам дека наскоро ќе се дознае на политичката сцена, но оние што се аналитичари, што се занимаваат со политиката, можеби во секој збор, во секоја нова изјава на лидерите на политичките партии, наоѓаат дека нешто сепак се прави зад навидум мирната политичка површина. Вечерва на овие актуелни политички теми ќе разговараме со моите гости, господинот Зоран Шапорич, подпредседател на ЛДП, и господинот Живко Јанкуловски, председател на партијата Подем. Добро вечер за обајцата. Добро вечер. Господин Јанкуловски, ви сте прв пат во отвореното студио на телевизија Нова, во Аргументи. Зашто ве нема по медиумите? Па јас вас ќе ве прашував, зашто ме нема? Може би обострано е тоа. Да се најде нека мислам дека ќе причина. ме има. Бев во неколку емисии на неколку телевизии присутен. Сега не бевме на македонска телевизија и се надевам дека и кај вас ќе бидеме почести гости. Но тоа не значи дека немате став за актуелна политичка ситуација. Јас би сакал редовни пресконференции. Да, значи би сакал затоа со вас да почнем да слушаме кое е вашето мислење, како ја читате состојбата во политиката, има ли излезни решенија и каде вие ги гледате? Па верувајте дека... Мислам, ние ќе го расправиме ова на повеќе сегменти во текот на емисијата. Да, добро вечер е уште еднаш за гледачите на ТВ Нова. Верувајте дека и мене многу ме прашуваат пријатели, сопартици, кога ќе ме сретнат, дали има крај оваа ситуација. Сметам дека навистина имаме една, можеби навидум, безизгледна ситуација, меѓутоа сепак јас очекувам да се дојде до разум и да се дојде до некоја видлива состојба, така што иако гледаме дека во парламентот еве оваа точка на дневен ред скоро не се гледа крајот, сметам дека ќе најдат на крајот, мора да најдат заеднички јазик лидерите на поголемите политички партии, а секако еве поддршка се надевам дека покрај мене имаат и од останатите помали политички партии, да се дојде до некаков излез. Мора граѓаните на Република Македонија да видат светло од, како што рече еден од лидерите, од тунелот на крајот. Не може да се оди до крај со ваква безизлезна ситуација. Меѓутоа, мора да се има во предвид и од страна на опозицијата, дека сепак имаме и по улиците народ, кој не верувам дека може да се разубеди овој народ, дека не постои, бидејќи проблемот е, нели, така наречената тиранска платформа, дека не постои таа тиранска платформа и дека токму тој народ, таму има многу интелектуалци, можете самите да видите, можете тие сами да видат, и треба да се почитуваат. Значи, мора да се испочитуваат и на крајот мислам дека ако едните викаат дека не ни требаат избори, другите викаат ни требаат избори, значи ако така се оди до крај и ако нема попуштање, нема никогаш да се излезе до оваа ситуација. Значи мора да има избори. Еве на прагот веќе изврвува и времето за локалните избори,
што сметам дека мора да се иде решение да се одржат и едните и другите парламентарни избори. Тоа е и нашиот став како политичка партија, дека ова безизнена ситуација и со таа мала разлика на пратеници и евентуално и да се направи влада, мислам дека таа влада не може да издржи долго време и на крајот дека само избори се спаси. Ќе се навратиме на овие тези околу изборите, но претходно бидејќи вие споменавте нешто што последниве денови е актуелно, е тоа е повикот за лидерска средба како можно излезно решение. Господин Шапорич, имаше реакции различни околу тоа дали треба да има сега лидерска средба и дали во кој формат и дали тоа е излезното решение од политичката криза. Колку што знам, новото парламентарно мнозинство и досегашната опозиција на која припаѓате вие е против такви средби, додека ДУИ и ВМРО ДПМН стојат за тоа дека секаков диалог е добре дојден и дека можеби таму лежи решението на оваа политичка криза. Сега не знам дали баш ДУИ така кажа, тој начално само од представниците на ДУИ изразија таа потреба, но лично сметам дека прво треба да се формира парламентарно мнозинство, односно да избере председател на собрание. Јасно е дека 67 има мнозинство, не се даваше нели мандат, па се бара подписи, па беа поднесени 67, па се бараше да се поднесе програма, па во програмата се виде дека дека е пред се економски аспект, дека нема ништо од некаква си платформа или редефинирање на Македонија или промена за уставот, всушност тоа не е ни можно, треба 2/3. Така да мислам дека треба да се избере прво председател на собрание, односно спикер, па потоа да се овозможи, бидејќи тие 67 очигледно станаа 69 кои поддржуваат, значи да се избере председател на собрание, потоа влада, без оглед дали овие два пратеника понатаму од ДПА ќе гласаат за влада, верувам дека за председател би гласал, и после по изборот на владата да се види докаде и што, бидејќи навистина државата е у голема криза. Гледаме дека буџетот навистина губи кондиција, јавниот долг енормно расте. Тоа е 55-56%. Некои велат тоа Германија има поголем. Се работи за големина и капацитетот на економијата и на државата. Се посетиме некои држави порано во минатото, како Уругвај банкротира со 25%, Аргентина со 30% пред 10-15 на години. Така да нема пари за субвенции, очигледно не доаѓаат пари од странство, но прашање и ако би дошле како би се користеле, значи има одредено запирање од меѓународната заедница. После ќе се навратиме и на Европската унија, на ставовите денес како и што ги слушнавме од амбасадорите, нормално дека тие ги пренесуваат ставовите на своите земји. Односно и тие даваат поддршка Македонија да продолжи со една реформска влада кон евроинтеграциите. Без продолжување на евроинтеграцијските процеси ние, а тоа сите начелно го велат, не е можна некоја посветла перспектива. Уште малку би се задржал на ова, не дека може, мислам дека затоа и почнав што има ново. Инаку да ви кажам, право е ова што го кажа колегата Јанкуловски, дека граѓанско право на мирни протести е секогаш загарантирано со устав и нема тука ништо спорно. Да кажам дека дали се интелектуалци или не, ваши ставови, покрај ставовите на ВМРО ДПМН, сепак ние стоиме во една блокада. Значи не гледаме дека СДСМ и партиите кои заедно одеа на изборите или новото парламентарно мнозинство успева да помрде нешто од мртвата точка. Затоа е ова прашање, бидејќи дали има план, дали има стратегија, за сега не се гледа и очигледно тоа е можеби наведува на потребата дека треба некој друг формат на диалог да се. Значи ќе видиме дали има план или не, нели се најавува, меѓутоа мора да кажам дека сме станати светски рекордери. Не постои парламент во светот кој што толку време избира комисија. За избори именува едно чисто техничко прашање, кога веќе е договорено, ќе добиете, кога веќе е договорено составот на комисијата, тие избор на комисии од воспоставување на парламентарната демократија 91-та, односно 90-та, во Македонија се тоа било техничко прашање за кое расправата траела неколку минути. Ние станавме светски рекордер. Што е сега поентата да се избира комисија, односно да се кога има консензус или сега да се изиграва дека се независни пратеници, а се повикуваат на ВМРО ДПМН, божем си некои
деловнички дупки. Завршите? Да, Заедно бевме пратеници и сигурен сум дека ќе се согласи господинот Шапорич дека надвор од деловникот ништо не се прави во собранието. Значи, исклучиво се почитува деловникот. Ние бевме сведоци и пред тоа, нели, во претходниот парламент, кога господинот Џафери, например, одолговлекуваше и траеше еден ден, два. Таа точка не знам колку време, не беше еден ден, два, него многу повеќе беше. Меѓутоа, јас малку би се навратил, бидејќи барам излезно решение. Би се навратил на она што го кажа господин Шапорич, 67 плюс 2, можеби 69. Јас, верувајте, еве слушам и во многу дебатни емисии се повторува таа бројка 67. Верувајте дека јас не сум убеден дека се 67, не сум убеден дека се и 62, туку дека не се повеќе од 49. Зошто мислите така? Значи, многу јасно, иако се кажува дека не постои таа тиранска платформа, дека Заев излезе со своја програма и е нарекува владина програма. Веднаш од другата страна, сведоци сме каде што кажа господата од албанскиот блок дека тоа не е владина програма, него тоа е програма, предлог програма на господинот Заев и дека за да биде владина програма, значи ќе мора да се имплементираат и деловите комплетната тиранска платформа. Значи, условот е, кога, пример, би се избрал председател на собрание, условот е после тоа да оди законот за јазици. Односно, да се направи таа владина програма. Од една страна, кога Заев, ако ветува дека нема таква платформа, не ќе може да ја стави таа платформа во програмата. Од друга страна, ако не може да ја стави, јас убеден сум дека албанските партии нема да влезат во тие плюс 49 пратеници. Значи ќе остане Заев со 49 пратеници. Заради што рекавте? Затоа што нема... Затоа што Заев кажа дека нема ништо да се имплементира од тиранската платформа. На некој начин кажа дека она програма што ја прокламираше, значи таму не постоеше тиранска платформа. Меѓутоа од другата страна албанските партии се откажува од платформата? Ама не се откажува, тоа е финта некоја, кај нас кажуваме тоа, значи некоја мала манипулација во моментот, каде што после тоа, веќе од кој ќе се избери председател на собрание, значи ќе влези тиранската платформа, бидејќи албанските партии, тоа е нивната програма. Да влези тиранската платформа во таа програма, значи нема да биде онаа програма што ја кажува господинот Заев, туку ќе биде заедно со тиранската платформа. И во тој случај, ако отстапи тој од тиранската платформа, значи ќе ги нема тие нивни пратеници. Ако пак ја прифати тиранската платформа, тогаш сите нас не излажи. И затоа се бара од Социјалдемократскиот сојуз, односно од коалицијата, да излези со јасен став. Да кажи господинот Заев дека тиранската платформа ја отфрламе. Ако веќе толку е убеден дека нема ништо од тиранската платформа да се прифати, зошто да не излези, например, да ја каже таа тиранска платформа дека се отфрла? И да ги ослободи и граѓаните, и овие што се по улица, и на крајот да си направи влада. Значи, никој во тоа не го спречува. Сега, излезното решение, бидејќи ниту тој ќе се откаже од тиранската платформа, ниту пак ќе заврши оваа седница по моје гледање. Значи, единствено решение, ниту пак ќе се повлечат луѓето од улицата, него на улица некој викаат дека немало 150.000, немало 200.000, имало, например, 20.000. Верувајте дека ако се случува тоа, одеднаш ќе има и 300.000 и 400.000 граѓани. Значи, тоа треба да имаме свесни и не треба да дозволиме да ги има толку. Значи, треба нив да му излеземе во пресред на граѓаните. Ние постоиме за граѓаните на Република Македонија. Знам, еден лидер порано рече дека што ќе ми е партијата која немам државата. Значи, тоа треба да си го каже сега и господинот Заев. Значи, излезно решение, нема друго. Нема попуштање во случајов ни од една страна, ни од друга страна. Меѓутоа, од друга страна, мора и Ахмети, мислам дека паметно предложи, да се седни, да се разговара. Само со разговарање и договарање се наоѓа заедничко решение. Друг спас нема. И тоа решението е, значи, предвремени парламентарни избори, нови заедно со локалните избори. Добро, значи прво јас колку што следев, представниците на ДУИ рекоа евентуални разговори после избор на председател на собрание, формирање на нова влада и тоа
подразбира 100 дена мир, условно кажано, под наводници за оваа влада. Инакова, дека е деловнички, дека одеднашка час се независни пратеници, час се пратеници на ВМРО да помени на другите партии, исто некоја, како што кажате, финта. Тоа не е некоја реална ситуација и нема никаква цел да се реплицираат сами на себе. Тоа е исклучок, а не правило, како што гледаме во парламентарната демократија. Од друга страна, видовме дека во представничкиот дом на САД мнозинството од републиканците го сменија деловникот, каде што безгранични дискусии се дозволени, но на одреден временски рок. Како што е расправата за владата 3 дена. Се заврши оваа точка. Да. Очигледно е дека се одуговлекува и нема ништо ново. Околу тоа дали има или нема, јас верувам дека има 67, а може би 69. И не само Заев како председател на Социјалдемократскиот сојуз и на некој начин лидер на оваа коалиција за подобар живот, но и представниците, другите представници и на СДСМ, не можем во нивно име да зборувам, но она што го следиме и другите коалициони партнери јасно кажаа дека има само програма на влада. Нема тиранска платформа. За овие работи кои се отварат. И освен тоа, еве, и тој албански блок и тие кажаа дека се за унитарност со државата неколку пати. И овие што протестираат, но и се разбира и ВМРО ДПМН, и тие укажуваат дека се за унитарна Македонија. Коалицијата за подобар живот цело време укажува дека се за унитарна. Еве сега албанскиот блок го кажа тоа и сега што се поставува цело време некои прашања. Те промена на име, те не знам што, никој не го спомнал тоа. Ниту пак може да се направи. Од друга страна, ова што зборуваме за така наречената платформа, тоа јасно е дека треба под промена на уставот. Но се изјаснија сите дека нема таква клима и нема никаква промена на уставот да има. Така да, за мене ова некое вештачко прашање. Само едно мало прашање да го поставам. За изборите. Еве, да довршам и може, да, како не. Околу изборите. Значи, не доби мандат 67, може би 69. Утре ќе се случи да се има и 75. Повторно не давам на мнозинството. Тоа никаде го нема. Да не се добија, па еве се бараше и подписи, на некој начин да има доказ дека е мнозинство, програма и така натаму. Но, еве, ова блокада нормално доведе до тоа да не може да се одржат локални избори, нема кој да ги распише. Крајна линија, нема потреба од овие избори, слушнавме и оние што беа посредници, бидејќи Пржино 1 и Пржино 2 се су посредниците, односно САД и Европската унија. И тие денеска најголем дел на дипломати кои што ги застапува ставовите на своји земји кажаа дека нема потреба сега во овој момент за некој Пржино 3 или евентуално некои измени. На крајот на краиштата, околу волјата на граѓаните, за некој месец кога и да е мора да се одржат локални избори. Ке се види рейтингот, ке си го измерат рейтингот партиите и верувам до тогаш и новата влада, бидејќи очигледно дека со оваа влада не би може да се организираат избори, бидејќи постоја одредени аномалии, па дојде некои технички влади и така натаму. Така да на тие избори за некој месец, кога и да се, ќе се види мнозинството. На некои референдуми, како во Гевгелија и така натаму, ќе се види волја на народот. Има многу... Ајде да слушнем прашањето. Да, извинете. Значи, факт е дека цело време од страна на Социјалдемократскиот сојуз и неговите коалициони партнери се кажува дека не постои таа платформа. Само што и се кажи, сведоци сме во парламент или надвор од парламент, дека не постои таа платформа, веднаш, како тоа се случува, да веднаш излегуваат дали председателот на БЕСА, дали председателот на Алијансата, како се вика Села, или некој од ДУИ, и кажуваат дека еве ја платформата. Сведоци сме дека во парламентот ни ја прочитаја комплетно целата платформа. Како изгледа и што изгледа. Сега не знам. Јас сакав само да ве прашам. Ве почитувам, се знаеме ние долго време. Дали, искрено само, дали сте убедени дека не постои таа платформа? Како македонец, како човек, како интелектуалец. Убеден сум, бидејќи дека не постои. Убеден сум, да, и ја нема во програмата. Таа во некои мисли може би ги има.
А доколку некој има, дали ја прифаќате вие таквата Не програма? ја прифаќа никој, ни јас сигурно, ни ЛДП. Тоа ми беше прашањето. Значи не ја прифаќа ни И благодарам многу на прашањето. Дури еве сега Одговорот. кажа и од ДУИ дека сезонитарна, федеративна и така натаму и од другите партии од албанскиот. Федеративно. Унитарна, а не федеративна. Не редефинирање, значи за унитарна држава. Мислам, нема никаква смисла, ниту никаква најава. Јас не се за федеративна, а за унитарна се разбира. Значи дека постои платформата. Па каде? Бидете убедени дека постои. Добре, Како ние читаате на парламент, вие вие читаат, нека ја Така е. објават, прво не ја објавиле, второ, И таа ја платформа нема ќе владина влезе во програма. таа владина Нема програма. да влезе, ја видовме. Па ја Нема да даде. коалицираат, нема и од 49 нема да имате повеќе. Второ, да ви кажам, Ако не прифатите. вие зборите некои елементи од таа платформа, потребно е двотретинско. Како може да биде во парламент? Тоа е кога на ви другата сакале, страна сега. Значи не може Значи, што се без манипулираат и парламентарно албанците. мнозинство. Ма не може да бидат Јас ќе ви кажам кој е И албанците замислата. Ние не сме се- искусни нели цело време политичари, се- така? Да, цело време нели се повикуваат и Формата- едната коалиција и другата дека се за Сака да зло ви кажам живот. формата која ќе биде. Да, ајде да видиме. Ако платформата ќе се прифати. Меѓутоа, формата ќе биде се што е противуставен закон, ќе се оди со закон, со гласање со 61 пратеник, свесно нарушувајќи го уставот. Не може така, има уставен суд, има Додека ова. дојде уставниот суд, значи ќе треба да се ставаат некои работи па Не. да ги враќаме назад. А враќање назад многу тешко е тоа. Во една правна држава, тоа е замислувањето која што е нарушена и целта. држава, не. Меѓутоа, со оглед на тоа што ниту ќе се дозволи да се, еве кажуваат граѓаните, да се избери председател на собрание или пак да се избери влада, Кој ќе ги распише ниту изборите? пак, Ако ниту нема пак председател. ќе се најди И решение локалните, ако и не било се кои други. седне. И Значи, мора да се седни на крајот. Само се одолговлекува времето, временскиот период, и токму се согласуваме со она што го рековте дека страда економијата, страдаат сега земјоделците. Кој е виновен за земјоделците? За земјоделците ВМРО е виновен? Па ВМРО беше цело време за земјоделците. Па добро да е, сега, па не можат сега заради тоа што Не, имаше толкување од државна комисија спречува комисија дека може да се Вие исплаќа. кочите работата. И земјоделците треба да се лутат токму на опозицијата. Не може опозицијата. Сегашна се раде уште малку Се дека манипулираат биде земјоделците во моментот. значи кога директорот на платежна агенција изјавува јас сите налози ги потпишам. Тој ги потпиша, Да, така. второ, Меѓутоа, и министерот вика, ако Лански- потпиши, ќе оди затвор. Лански ги потпишал. Вие ќе бидете тие Па што ќе потоа потребите беше кажано постапка од за министерот затвор. земјоделие И тој ќе потпиши. дека министерот земјоделие, само да ви кажам, да одговорам, па после, значи министерот земјоделие рече ќе се најде начин. Па потоа директорот на платежната агенција рече нема пари во трезорот, прашате го трезорот. Па потоа после долго време се јави од финансии, каде што кажа дека се има некои законски пречки. Од друга страна, нема законска пречка за останати тендери, за останати постапки, за клинички центар. Се си тече, иако е по сите дефиниции оваа влада техничка влада. Технички премиер веќе колку време не знам, но во секој случај они си тераат. Одредени работи кои им има одговараат, разлика, тука треба да се не ги исплаќаат пари. прават. Значи, па и за пари, како до сега објавија 100, само во овој период објавија неколку аукции на државни записи и прибра пари во буџетот, собраа пари, од кои беа враќани долгови. Тоа се случуваше пред месец дена, последното 30 дена, сега вика не. Ќе видите дека за некој ден пак има потреба да аукција. Како може сега да не биде може да оваа влада повлечат. против земјоделците кога оваа влада му донесе субвенции на Сега ќе ви земјоделците? кажам, вие бевте Оваа влада му даваше вице-премиер цело 2 време. години за тогаш. Па затоа знам. Да ви кажам. Бев Значи, јас во- субвенциите еве зборуваме субвенции. Прво им се должат, не само од оваа година, лани. Не, Потоа пази, има пази, неправилности. И таа е манипулација. Не е значи, да ви манипулација, кажам. аз ги слушам Тоа што викаат од земјоделците. 2015 2016 значи тие 2015-2016 многу добро знам, тие се случаеви што имале неисправни документи, па после тоа му се средиле документите, значи тие се за доисплаќање. Меѓутоа, откако се решил случајот, како случај, редовно неисплатени се Нема пречка. оваа Дали година има и пари, тоа последните прашајте 6 месеци или не? од изборите. Од изборите, кога не Како смеевме, како беа значи најавени да сега испаѓаме. поддршка Тоа е на работа. бизнисите дека ќе дојат пари, па како се
најавуваат ИПА се огласи каде што мора да има и партиципација, значи кофинансирање од државниот буџет. Се си тече, овде не може. Прашањето е дека сега, бидејќи добро ги познавате, само момент, бидејќи добро го познавате земјоделието, сигурно ќе прашате и другите експерти и така натаму во регионот. Ние имаме зголемување на субвенциите, номинално барем. Друго е прашање, не навлегувам правилно, неправилно и така натаму, а увозот на храна расте. Необработивите површини расте. Бидејќи знаете, дали постои систем на субвенција, дури во САД, една во тој дел само не сум ве прашал. Да, прашањето, не морам да прашајте. Во Европска унија и така натаму, сегде постои и треба да постои субвенција. Меѓутоа, потребен е стратешки пристап. Да се направи стратегија што ќе се субвенционира. И да се даде, ќе кажете дали согласувате, да грейс период 3-5 години за земјоделците за да се преструктурират. Секаде може, кај нас, експертите, вашите колеги. И агро, па сега ќе го прашам, дали море тоа, агроекономисти и така натаму, за да дојдем до прашањето. Велат дека треба се направи стратегија, стратешки производи се субвенционират, не се и се што. Да скапуваат производите, наистина се земјоделците не завид, зелката е 7 денари падната откупна цена. За да рано градинарство, органско производство, потоа тутуно девизи носи или нешто што е субституција на увоз, или пак ако е земјоделски производ, завршувам со прашањето, тоа е прашање уствари, или пак повисок степен на додадена вредност или стратешки како што е пшеници или некои други житарици. А не се и се што, али треба еден период да им се даде дали е тој пристап во ред. Сега го немаме тој пристап. Одговорот по после реклама. Сум прашал десетина. После ме молам, после одговорот на бидејќи бев дел од владата и учествував и околу организирањето на тие субвенции и околу организирањето на тие ИПАРТ програми, значи можам слободно да кажам дека можеби и јас не се согласувам во некои делови. Добро. Меѓутоа, ние сме единствена можеби држава во светот што не постои земјоделец во државата што не добива субвенции. Во ред е тоа. Само да се насочат кон производство. И сега од друга страна гледате незадоволни земјоделци. Значи малку е чудно. Она што рековте стратегија. Стратегија има. И да се имплементира. Меѓутоа, во понатамошниот период, јас цело време се залагам и за тоа. Можеби и досега порано требаше тоа да се направи, меѓутоа во понатамошниот период веќе се почнуваат да се кристализираат приоритетите на кои ќе му се даваат повисоки субвенции, на кои помали субвенции и постепено веќе ќе почнат некои да ги губат субвенциите. Значи, меѓутоа, таа стратегија се предвидува за наредниот период. Не можете вие во Република Македонија одеднаш, започнавме од 2006 година, и сега постепено се намалуваја субвенциите понекаде, во ние, например, помали површини, во ние помал број на добиток што одгледуваат. Меѓутоа, не можете вие одеднаш да ги укините тие субвенции кај тие граѓани, туку едноставно сакавме како држава да ги натераме, ако, пример, имал 2 крави, 3 крави, да одгледува 10 крави, например. И да користи предприставни фондови земјоделското производство или сточарското производство и на тој начин да влегува во категоријата каде што добиваат субвенции. А понатаму ќе се знае дека оние што имаат помал хектаража или помал број на добиток, значи ќе ги губат субвенциите. И одредени култури, за тутунот не е стратешки. И во наредниот период, оние со субвенциите согласуваме дека треба субвенциите да поттикнат и повисоки приноси, по квалитетни приноси. И да намалат увозна храна, и да зголемат износ. Тоа е целта. Меѓутоа, тоа е стратешки предвидено и постои стратегија. Постои стратегија што во наредниот период се планира таа да се реализира. Меѓутоа, прво треба да решиме проблемов. Добро, јас ќе кажам после. Да направиме прво пауза мала за реклами, а потоа терминот е ваш. Добро, благодарам. Еве повторно во аргументи разговараме со Живко Јанкуловски, председател на партијата за партија на Обединети демократи и Зоран Шапорич, подпредседател на ЛДП. Сега да одговорам само на ова, бидејќи на прашање околу. Значи, добро што очигледно е, мада е предолг период, дека
се размислува, а и експертската јавност, таа што треба да укажува и агроекономисти, и агрономи и така натаму, дека мора да има промени во овој систем и да дојдеме до повисок степен на обработка, за да имаме повеќе девизи и така натаму, се определат кои се стратешки култури. Не е голема немаме ние недостиг од експерти да кажат што и што, да се прилагодиме кон климатските промени, што во иднина, да не размислуваме. Сега, ние зборуваме Европска унија, ни се меша и така натаму. А кога се фондовите, Хрватска 10 милиарди треба да добие. 10 милиарди треба да добие од овие фондови, а ние не ги користиме тие што ги имаме. Така да, навистина, ние немаме друга перспектива осим евроинтеграција. Овој извоз како што го имаме, 87-8% е во Европска унија. Ево, ако зборуваме земјоделство, ако веќе се приближиме, тогаш сите оние бариери, ние имаме одредени олеснувања, околу извозот ќе исчезнат. Значи, нашите производи ќе може да се пласираат, а се конкурентни, посебно имајќи ги предвид подневието, околу рано градинарските, бидејќи климатските, географските услови го дозволуваат тоа и ќе дојде до една подруга експанзија и воопшто во економијата, бидејќи без тоа нема. И гледаме дека Европската унија, некои евроскептици кажуваат дека кохезијата расте. Бидејќи спомнувате Европската унија. И ги спомнаме изборите сега во Франција, во Холандија и во Германија кои предстојат. Не, одно само една реченица за земјоделието. Да, значи, сигурно. Јас знам дека ја познавате. Се извинувам, шупаднав, меѓутоа викам ќе заглави во земјоделието ако Јас знам дека ви е, а свесно продолжи да зборува. Свесно влего, јас знам дека ја познавате област. Не сум рекол ниту еднаш дека не ја познавате. Има добра перспектива земјоделието, тоа сам да кажам. Имаше добри претходни години околу обезбедувањето на овие субвенции. Се направи скоро целосна замена на механизацијата, како приклучна, така и основна механизација. Значи, сега во Република Македонија имаме нова механизација, што може да се равни со развиените земји. Имаме, точно не се распоределува правилно. Сега, значи, наредниве години јас очекувам со поголема едукација на земјоделците, значи да имаме уште поголем развој на земјоделието и верувајте дека ако многу битна и клучна е агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието, со нивните советници кои се распространети на ниво на целата држава, ако поможат така наречен матичен агроном стручност, значи да се поттикнат земјоделците и со стручното знаење и со преку едукација, значи а од друга страна ќе бидат потпомогнати уште повеќе со помагање со субвенциите. Значи, земјоделието во Република Македонија навистина има добар органско производство, стануваат свесни. Понатаму јас очекувам добар развој. Треба се согласувам да се постават вистински луѓе на прави места и земјоделието ќе оди напред во Република Македонија. Навистина има перспективи добри. Само полна реченица. И од климатски услови, од почвени услови, и од вода, значи имаме сонце, имаме све. Така што добро, овој дел сме согласни. Вие го спомнавте само Вие говорите за само да кажам пола реченица. За 200 не чифме малку. Не, добро, па тоа е поврзано економија со кризата, земјоделците нема субвенции, поврзано е. Значи, така наречен матичен агроном, што се планира да се прва го постави, еве ќе ја покажам, ЛДП 2011. Не знам за вас, можеби. 2011 во нашата програма го имаме тоа и потоа во програмата иако локални избори, што треба локалната самоуправа, како да се работи со вие сте од иста партија, мислам иста. Не, јас викам ЛДП. Сакам да кажам, кога станува збор за заеднички интерес, веројатно во земјоделието, некои ставови мора да има експертски, па нормално. Не може било кој министер се да знае, треба да се остави добар тим. Ама гледам дека има допирни точки кои што се во интерес на земјоделието. Нормално, тоа е дури разлики во иста влада може да има во дебатите на владина седница се расправа како да се приде. Ме радува мене што Шапорич се согласува. Значи еве и мене ме радува што и вие со ХТВ погледнете какви дебати има. И синдикати, и опозиција, и власти во многу работи согласуваат, па дури каде ова е добро, ова не е и така натаму. Во сите области. Може само во овде кај нас почне светото, не може да почне. Само во политиката има најголеми разлики, некој во дело и во економијата, освен некои големи природи кои тоа, но има и сличности. Зошто не се разбираме и зошто постојано Шапорич ги спомна представници амбасадорите на Европска унија. На некои амбасадори на Европската унија.
Кога говорите за диалог, тие потикнуваат еден вик на разговор меѓу партиите, може би не лидерска средба. Беа посредници, нели пржино еден, пржино два, денеска рекол не треба пржино три. Ако е интересот земјоделието, ако е интересот економијата, ако е интересот Македонија, значи генерално да оди напред, веројатно овие политички проблеми, судири, недоразбирање или разлики кои што постојат, треба на некој начин да се надминат и еве и вие и политичарите, може би повеќе вие што актуелна политичка гарнитура од едната и од другата страна бараат некои допирни точки за да излезат. Затоа говорам постојано за компромисот кој што треба да се најде. Дали тоа ќе биде на една или на друга страна, ама вие кога говорите избори, значи треба се да има диалог и да се оди на избори. Тоа не ми звучи на компромис, како што не ми звучи на компромис, добро ќе разговараме, ама ние да добиеме влада и парламентарно мнозинство. Тоа се буквално има парламентарно мнозинство. Затоа што и СДСМ и вашата партија треба да свати дека вака не може да се продолжи. Веројатно треба да најде друго излезно решение, кое што можеби е да се разговара за излез од кризата. Па еве зборуваме за Европска унија, тие се представниците беа посредници. Тие денеска јасно кажаа дека треба да се формира реформска влада, јасно мнозинство. Ама ние сега, тие се наши пријатели. Дома треба се на дома треба да си пријатели дома, еве очигледно ни беше ние сакаме во Европска унија, таму аплицираме. Европската унија и покрај тоа што овде се развива евроскептицизам, изборите во Франција има сигурно. Но само да ви кажам, еве, во Холандија изборите покажаа дека евроскептицизмот е на многу мало ниво. Односно не е така, 20% се евроскептици по резултатите од парламентарни избори, 80% кај што победи види либералната партија. Но и другите беа за. А сега да ви кажам, во Франција видовте дека центристичкиот кандидат, а потоа другиот кој е завршени изборите. Да, не се завршени, но очигледно е поддршката и така натаму дека евроскептиците добија 21%. Очигледно, не знам, берзите во Европска унија реагира, еврото и така натаму. Никој не е во Македонија, никој не е против. Еве анкет, па не се прави. Европска унија вика, формирајте реформска влада и продолжите. Ние викаме не е Европска унија. Еве во Германија. Јас мислам дека на сите партии во Република Македонија, Европска унија и НАТО. Да, тоа е консензус некој политички. Консензус на сите партии. Не одиме. Значи не може да се каже дека едната партија, односно опозицијата не сака Европска унија и НАТО. Значи нема партија што не сака Европска унија и НАТО. Стратешка цел му е тоа. Од друга страна, сакав да нагласам, значи мораме да се вратиме и назад. Овие проблеми, ако може така да се кажат, не се од вчера. Значи, ова нас не се случува веќе цели 3 години. Или попрецизно би рекол од 2014 од изборите. Не, од тогаш кога беа испрлени од собрание, кога беше тоа? Не се признаваат изборите. Од кога беа испрлени од страна на Заев, не се признава. Од 2014 не се признава. Не, кога беше и беа испрлени од собранието 2013 беше. Подсетете се дека од 2014 Заев не ги призна изборите. Ако па така, некој работи покажа. Ако одиме па и сега не ги признаваат, никогаш нема да има власт. Значи тој што ќе дојде на власт, ќе користи деловнички месеци, 6 месеци. Не можеше, например, господинот Груевски, ВМРО ДПМН со коалицијата да не прифати. Зошто прифати, например, избори, нови избори? Не ги заврши изборите. Се случи Пржино 1, Пржино 2, така. Имаше народ, можда и помалку од ова, значи се испочитува и народ, се испочитува. Ама имаше влада да се направи, која беше 10 години, господин Јанков, 10 години таа влада. Решение. Да. Значи целта беше да се најде заедничко решение, да не страдаат граѓаните на Република Македонија, да се излези во пресред на тие граѓани. Се случија изборите. А не мораше да се случат. Исто можеше да прави како сега што прави Заев. И пред граѓаните да излезат улица, зошто не го даде Иванов мандатот? Момент само. Затоа сега треба и на тоа да се повикате, дека некој некогаш седнал и се решиле проблемите. Зошто да не се решат и сега? Значи ама зошто нека дозволат дека го даде мандатот на владеачко мнозинство и дека се избере председател собрание? Не е мнозинство. Не може партија. Вие рековте нема 67. Ајде да видиме нека се стави. Представува граѓаните на Македонија, македонци. Добро. Со 51 пратеник, со 450.000 гласови. Добро, и овие 438. Да дозволи не се 438.
Не се 28. Па имате 18 и разлика. Отворено зборувам, имате над 70.000 албански гласови. Тоа се претпоставки, но секој глас е. Представници на Па македонците мислите дека во гласовите на коалиција за подобра Македонија представници на македонците од турците, од ромите, од коалицијата за подобра Македонија. Чисто видите во не се делат гласовите по етнички, видите во Шуто Ризори. Не може се македонците да се во опозиција. Има повеќе гласови, многу повеќе. Зошто се договараа со мајскиот договор победниците од значи нема 70.000 гласови. Вие може да ги прашате аналитичари и да ги анализираат. Нема 70.000 сигурно. Тоа. Нема 70, има или 60 или 80. Епа сега, 80 нема. Или 60 или 80. Побој, мисле, длабоко повеќе, но не е ни битно тоа. Глас е глас. Вака се, Имаме зашто устав. се изигра и мајскиот договор. Албанците беа тие што бараја победниците од едната страна и од другата страна со останал. Па сега вика дека никош се не постал, тоа било едно не, пракса. точно, признаваат. Па еве не сакаат, не знам. знам. Сношти беше и Бујар Османи, призна дека мајски договор постоеше, како не постоеше, дека се Ама не го видов. победничките партии да прават. Па зошто не направи? Ајде. Зошто сега Затоа што тие како стои македонската страна сега нема да биде во опозиција, значи албанската да биде. Па СДС се сега веќе албанска партија со најголем број албански. Тоа е више навреда, ајде. Мислам ја најголем број албански гласови. Значи колку дуи што има, колку има. Значи сега прво не ви се точни тие информации, но ако почнуваме со навреди, може да кажам и вашата партија, не знам, про и така на тоа. Може да кажам за ЛДП. ЛДП е проевропска партија, либерално највисоките принципи на демократија. Примена е во АЛДЕ, во Асоциација на либерал демократи. Под уставното име, што не е случај со другите партии. Значи, Европска унија и незините европартнерици во АЛДЕ, Алијанса на либерал демократи, ја признаваат. Ханс Ван Бален, бидејќи зборувавме и прошлиот пат, каква била Европа. Дојде 4 пати во Македонија лидерот на АЛДЕ, втор мандат го има, и европратеник, јасно кажа дека поддржува Република Македонија и незиното уставно име. Па еве што кажува Европска унија. Добро. Ако ме сега мислам сега да зборувате такви. Јас верувате лично имам многу. Јас не можам да зборувам како вие што не можете да зборувате во име на ВМРО или пак не сакам мога да ви кажам. Во име на коалицијата викам дека ова не е точно. Апсолутно. Не, тоа е многу голема вистина. Сега можеби нема врска. Сега може одговара божемска дебата да се прави и така натаму, нема вистина во тоа. Значи, добро, ајде вршите. Јас имам многу. Ја може да ви кажам дека до сега 9 години. Искрено ви кажам. Ама 9 години и вашата партија во коалиција со албанските партии. Не, 11. Не, јас немам нешто против. Подеби 11 години во власта. Прво како дел како НСД, па потоа со ВМРО 11 години сте вие лично во власта. Само да се потсетиме, пример кога беа поплавите. Добро. Груевски одеше по Шипковица или по сите тие албански села? И по албански. Како беше пречекуван кај албанците? Како во моментот одма му ги решаваше проблемите? Како реагиравте како коалиција, зборам, не зборувам вие? Како реагиравте, како одма му ги решава проблемите? Не. Беше со телефон велевте му ги решава проблемите. Значи решава проблемите ги решаваат институциите. Остави албанците во ние моменти. И пазете, ВМРО ДПМН. Сите граѓани се еднакви. Ние како коалиција или ние како партија или јас како човек. Значи воопшто немам ништо против албанците. Мене ми е криво што се манипулираат албанците во случајот. А кој ги манипулира како? Па СДС со коалицијата. Како ги манипулира? Значи ги манипулира господин Заев во моментот во случајот. Од друга страна, се толку наивни албанците да не, се манипулираат затоа што му се вика, му се вети дека ќе се смени знамето, ќе се смени. А кај е ветено тоа, кај го грбот, ќе се смени. Па ај покажете го тоа. Ма не може 2/3 треба. Ќе дојде време, ќе отвориме расправа, дебата ќе отвориме и не знам што друго. Па 2/3 треба за тоа. Не правно невозможно, а и нема да се случи. Јас не верувам. А вие верувате дека тоа ќе се случи? Не, јас ти кажам, затоа ти постави прашање. Како ќе се случи, ај кажи ми. Значи ќе се залагате до крај да се случи тоа. Ја прифативте платформата. Не е точно. Нема бегање. Ама ја 10 пати ви кажам не, вие да. Сакав да кажам ова. До утре са вајле, можеме тоа да може да кажам. Ќе завршиме сијата. Имам многу реков пријатели албанци. И ги почитувам. Ние заедно ќе дојди Бајрам, јас одам кај нив. Ќе дојди Великден, на пример, тие доаѓаат кај мене. Си живееме и се испочитувани, и не само од мене и од партијата. Имаме ние во партијата голем број на членови албанци. Значи, кога разговараме, битно им и тие се прашуваат. Великден како се дружат. Знаете што? Тие вака самите прашуваат. Значи, обичните албанци зборувам. И оние, и не само обичните, и оние културните албанци. Нема обични. Само интелектуалците го прават проблемот или политичките партии. И тие вака викаат.
Зошто сега се делиме? Значи тоа го поставува прашање. Кој се дели? Зошто се делиме? Зошто за нас да има посебни услови? Ма кој би... Тие сакаат самите да имаат исти права, како што ние ги имаме. Па да. И ги имаат тие права. Добро. И тој може да се кандидира за пратеник, и тој може да се кандидира за председател, и тој може и тој оди на работа, и тој конкурира за на работа. Значи нема никакви поделби. Да ви кажам. И надвор, дури Охридскиот договор. Јас, на пример, бев против Охридскиот договор. Зошто? Немаше потреба. Тие се граѓани на Република Македонија, тие си ги имаат истите права како ние. Со истите закони, значи ги уживаат правата. Па зошто не реагиравте тоа? Како граѓани на Република Македонија. Пратеници бевме заедно, 2002 го имплементиравме дел, а после 2008 кога се направи Охридскиот договор. Веќе се направи коректно беше да заврши. Мислам дека се заврши. Некои ситни работи останаа, сега требаше да се завршат. Кога бевте пратеник за имплементација, не зборам во Охридскиот договор, видите, јас се што ќе се донеси како став и како документ на Република Македонија, мора да го почитувам. И го почитувам. Сигурно. И мислам дека доволно беше Охридскиот договор и тој скоро 90% или 99% е па никој не го спори Охридскиот договор. Ако имаше нешто ситно, тамам тоа ќе требаше да се исполни. Не требаше да ја прифаќате платформата. Ма ја нема 200 пати. Нити ЛДП, нити. А зошто не излезете јавно да... Па еве, јавно кажам, не знам нешто кој водач. Господин Заев, нека излези и нека каже дека па рече фрламе платформата. Амам бе више со таа платформа. 10 пати рече има програма. Никогаш нема кажано дека како нема кажано, еве, вратете се, не можеме. Нема кажано. Има кажано, добро. Еве толку. Пак ќе кажеме исто, нема, вие има, еве нема. Но тоа е, ајде, пауза. Ако има мала пауза, има реклами, па да продолжиме на чисто, да не ни стојат на глава. Да. Еве во аргументи, се разбира дека се полемизира за време на паузата, но малку да ја мрднеме точката од мртва точка, да кажем, затоа што дојдовме до една ситуација која често пати говоревте дека поддршката на барањата е заснована врз јадници граѓани кои што се надвор на улиците на Македонија веќе 2 месеца, така? Да, 58 дена, 60 дена веќе добро. прават утврди. Само да подсетам дека денеска ми се чини беше најавено формирање на уште едно граѓанско здружение, Легија на честа, кое што веројатно исто така во агендата ќе има протестирање и излегување по улиците, а ќе биде спротивно на она што го прави за Македонија заедно. Не сум слушнал тоа. Значи тоа е како што беше шарената револуција, сега ова, значи имаме уште една тенденција за оние кои што не се слагаат со оние граѓани што излегуваат сега на улиците, бидејќи и овие партии што се ново парламентарно мнозинство имаат свој поддржувачи, веројатно претпоставувам, и тие можеби ќе посакаат да го искажат своето незадоволство од точката на... Значи, мирни демократски протести, окей. Меѓутоа, верувам дека граѓаните на Република Македонија, и македонците, и албанците, и турците, властите, србите, ромите, бошњаците и сите други се доволно свесни дека доволно имало поделби во историја, дека нема да дојде, ако некој сака да го испровоцира, некој конфликт. И нема да има. Знам дека е кревка ситуацијата, но јас верувам сакам да кажам дека во свеста на економскиот дел граѓаните. за кој што говоревте, дека може да стане безбедносен. Па да, граѓани се граѓани. Граѓани се граѓани, јас мислам дека прво граѓаните се доволно свесни, сите македонски граѓани, македонците, албанците, турците, бошњаците, србите, ромите, власите и така натаму, дека не треба да биде тоа. И второ, нели имаме институции и органи кои што треба да го спречат ако дојде тоа, односно некој ако сака да го испровоцира. Значи граѓаните не го сакаат тоа. Реално знаете вие, кои граѓани сака да има суди. Тава работа доста веќе да имаат тие судени и поделби. Добро е да, значи, иначе демократски протести може секој да ги прави. Јас се надевам дека нема да дојде до она нелошото. Меѓутоа, од друга страна, навистина, како што одминуваат деновите, тензиите, кај тие што се на улица, се покачуваат. Значи, сведоци сме на тоа. А од друга страна, еве, јас ги повикувам, значи, колку што може, навистина да се воздржат од насилни методи. Било кои, и се надевам дека тука има видни интелектуалци што се предводници на а тие треба да ги смируваат, а не треба интелектуалците да... И сигурен сум дека нема да дозволат такво нешто. Меѓутоа, од друга страна, јасно се кажуваат дека доколку се случи. Што? Значи,
насилно поставување председател на собрание, односно правење на влада, тогаш се е можно да види. Од друга страна, Што е тоа се? Тоа е тоа што говориме. Све е возможно, нели кажуваат самите дека се во состојба дури и да го спречат формирањето на евентуално влада. Може да влезат во парламент. Може да влезат. Па нели имаме институции зашто? Мога да Тоа кажа дека има капацитет. проблем, мислам. Значи, што не е добро. Јас не го оправдувам, тоа не е добро, меѓутоа има таква најава. Сведоци сме дека има таква најава. Од друга страна, мене, верувајте, денес и јас тоа го слушнав дека се формира такво здружение. Мислам дека не е погоден моментот што се формира сега во овој момент. Ако се прави пак тоа здружение со цел да од другата страна излезат граѓани, значи тоа уште води кон некои полоши денови, полоши состојби, што излегувањето од една страна и спротивна страна веќе може да носи до некакви судири. А како брат со брат, комшија со комшија, пријател со пријател? Затоа требаше да се воздржат сега од формирање. Јас мислам дека граѓаните се посвесни од сите други. Требаше да се воздржи опозицијата од формирање на такво здружение сега. Ова за што велите вие, Шапорич, имаше во одредени интелектуални кругови кои што оправдуваат дека ова мртва точка, дека новото парламентарно мнозинство треба да ги преземе состојбата во своји раци и дека треба да на некој начин да има и такви, но ќе видиме. Дали ќе биде во собранието или не. Од врвот на СДСМ дека И добро, како ќе го преземе? Како ќе го организираат тоа нешто? Ама ја не може да кажам. Не ми е јасно тоа. Вие рековте народ ќе влезе и така натаму, јас мислам дека не кажав ништо. Ако мислат да прават собрание надвор од собранието, е противуставно. Не, собранието влада ако недозволиво е тоа, недозволиво за една демократска држава е недозволиво. Дали вие викате деловникот кој што не е така како што е, може да трае ова 9 месеци, 10, 11, 12. Овие си владеат, џабе биле избори. Па затоа треба да има разум од двете страни, да се седне и да се договори што понатаму. И некој кој би распишал избори Янковски, ако сега нема избор? Видите, ако се договорат, ако седнат да се договорат, треба да изберат председател. Ако се договорат овие парламентарни партии што се во парламентот, односно ВМРО ДПМН со коалицијата СДС, со коалицијата ДУИ и останативе политички партии албански, значи веднаш може да заврши оваа трета точка на дневниот ред, ако има договор, и веднаш да се организираат нови избори. Пак има локални, има референдуми, во Валандо се најавуваат референдум, во Гевгелија и така натаму искажаа својата волја против одредени политики на владата. Во конкретни дека рековте референдум, мислите дека за референдумот гласаа против ВМРО ДПМН? Не, меѓутоа против значи, политиката и членовите на ВМРО ДПМН се повика дека не треба да се гради рудника, не дека СДС победи. Значи така се сваќа на некој начин. Не, јас ќе ви кажам. Значи гласа против одредена политика на владата. Кај што беше дадена концесија. Не реков, иначе Советот на општина Гевгелија му даде поддршка. Градоначалникот даде поддршка, а претходно дал согласност, но не е битно. Го променил своето мислење бидејќи беше нетранспарентно. Битно е дека му за референдумот даде поддршка. Добро. И партиите, но и граѓаните, најбитни се граѓаните. Граѓаните победија во Гевгелија. Ниту СДСМ, ниту ВМРО, ниту никој. 71%, што е многу тежок. Ние треба за локални референдуми, не зборувам за централни, 50% тоа, многу малку земји го има. За да успее, многу помали цензус има, 1/3. Тоа треба да се случи. 43% излегоа. Но граѓаните на Гевгелија, значи си СДСМ, а најголем дел да определен, не се сите членови на партии и не треба да има референдум. Тие гласаа против одредена политика на владата, иначе ништо друго. Да има референдум сега, што мислите ќе гласаат сега за нови избори, нема да гласаат? Мислам дека нема да гласаат. Македонците ќе гласаат сите. Ќе видиме. И вашите гласачи ќе гласаат. Што очекувате од новите избори? Каква разврска, да речеме, господин? Пак има локални, на локални ќе се види. Точно ќе си го измерат партиите, коалициите, рейтингот на локалните избори. Многу е побитно разлика околу од очекувањата, за мене искрено многу е побитно и поважно да се оди на нови избори за да се прикажи, например, рече да не спомнуваме платформата, меѓутоа мораме да спомниме платформата, да се каже дека коалицијата
помеѓу СДС и албанските партии се заснива врз основа на таа платформа. И ќе се оди на избори. Ако изгласа, очекувате меѓутоа ако ги поддржат, и коалицијата на тогаш ВМРО нема право ВМРО со коалицијата да не дозволи веќе формирање на влада. Договор со албанците и така натаму. Јасно беше кажано во кампањата не само од ЗАЕФ, од многу дека имаме добар устав, дека нема да се менува. А што ако се оди на избори, например, за 2 месеци се решава проблемот? Еве на локални ќе се види и готово. Ама еве што ако 75 добија ново мнозинство, 80 и председателот на државата каже, рече не дава мандат. Без избори, Шапорич, без избори. Ма има време парламентарни нема излез од оваа ситуација. По мене нема излез од оваа ситуација. Дури не треба веќе понатаму да се манипулира, да се повикува откажување на платформата. Сегашно место 67, има 75. И председателот вика не дава мандат. Ки измисли некоја друга, трета, пета платформа, нема платформа. Како што викаш ти, ако не се прифати платформата, 49 има. Аме нема платформа. Слушај ми го збор. Аме нема платформа. Ако нема 49 има. Значи програмата беше објавена, дури и доставена, ставено бидејќи председателот. Вие од 49 претеници повеќе нема да има. Ама нема платформа. Тие не се договорија со нашата коалиција само заради неприфаќањето на таа платформа. Па у 12:00 не се договори. Добро. Значи заради неприфаќањето. Ама пак ќе повторуваме цело време. Одма излезе заедно понуди комплетно прифаќање и се откаже од 20%. Прифатиле сите нивни барања, не знам кои се. До 20%. Не знам кои. Ни 20, ни не знам што. Јас бев сведок на тоа, го видов. Јас не сум бил сведок. Тој договор го видов. Сепак треба договори и од другите политички партии. Значи, ДУИ мислам дека исто така, не знам, другите партии на албанците не се за избори во овој момент. Како би се постигнал договор за избори, ако знаете колку беше проблематично да се договорат сите партии да се оди на избори. Неколку пати се одложуваше терминот за сакаше избори, нели за пржирење, пржирење 2, па се случија избори. Па се одложија неколку пати. Се случија избори. Се одложија 5 пати. Исто и сега. 4 пати. Некои неќи, затоа што мислат дека ќе изгубат на овие избори и затоа не сакаат. Меѓутоа, па секој 3 месеци она што го реков, треба да му биде поважна државата од партијата. Нормално. Во случајов, апсолутно. Во случајов државата е во прашање. Граѓаните на Република Македонија се во прашање. Државата е поважно се. И граѓаните најважни. Бидејќи јас сум застапник на либерално-демократската, не само како член на ЛДП и подпредседател, туку воопшто како граѓани, јас верувам длабоко во тие принципи. Слобода, поединецот е најважен, се разбира државата и колективитетот. Така треба, значи, треба и твојата коалиција да му кажеш само да му биде поважна државата од сите и ти на твојата кажем, и ти на твојата не е така. Ние тоа го бараме. Па и тоа го бараме. Има разлика околу државните интереси, така? Па државните интереси треба да бидат навистина кај сите партии приоритет. А очигледно тука, ако се сака државни интереси, ако сака СДС да земат субвенции, ако сака да економијата да оди напред, во рок од 2 месеци се решава проблемот. 6 месеци нема да има. 2 месеци се решава проблемот. Ако говоревте преска за економија, нови избори готови. Па нови избори пак деловникот ќе биде дискусија 90 дена и до кај би се довела. Ево, кај знаете вие дека нема да биде. Па еве сега се дискутира 60 дена, сами на себе реплицирате, еве. Ама не. Сите методи ги користат. Пак ќе се јави друг па другите пратеници или ова или друг состав. Се седнува, и пак ќе се договара. Ама и па се договорија. Шом се оди на нови избори? Се договорија. На новите избори. Значи се договорија за комисија. Не може да се случи, ако викаат дека ќе се случи истиот резултат. Не може да се случи истиот резултат. Или едната или другата ќе има мнозинство пратеници. Ќе има мнозинство пратеници. При ваква ситуација не може да има исти. Значи кој оно што секојаш влада се формира со 61 120. Пратеници како сега 123 теоретски, тогаш би било 62. И тоа е јасно. Ајде друго нешто. Ова ќе 100 пати го повторивме. Само уште едно прашање околу интересите. Говоревте за земјоделците, говоревте за економскиот развој. Во ваква ситуација сите тие ќе бидат обесправени. Нема да им биде удоволено ни субвенции, ни економски раст, значи нема програма. Ова влада тоа не може да го прави бидејќи не е таква како што па они се фала дека имаат. Да, може да функционира за тоа што функционира вака, но таа е клинички тендер распишаа, одлучуваат други ова. Иако е техничка влада треба да се воздржува по дефиниција. Зошто двете партии не се свесни, веќе нема да биде битно кој кого ќе обвини дека е виновен за ваквата ситуација.
Значи, очигледно државните интереси ќе престанат да бидат приоритетни за двете страни. Мора да најдат некој решение што ќе биде во интерес на граѓаните, за кои што говорите и вие и сите останати партии. Јас би се послужил и со... Во интерес на граѓаните е да продолжиме со атлантските интеграции. Сите сме за тоа. И да, Европска унија што ни кажува. Денеска амбасадорите, предходно Туск зборувавме овде како дека поинаку кажал. Беше прашање на стилот. Истите како Хан, Могерини и така натаму. Не знам кој друг треба да каже. Сообштение од земји, Франција... Веќе последно време сите кажуваат дека треба да седниме и да се договориме, да најдеме заедничко решение. Значи решение во Европска унија и да бидеме кооперативни прво со Европска унија. Реформите ги кажа пред 3 години забелешките, ништо не се едно да не е јасно. Ако како сакаме Европска нема унија, не избори, спроведуваме. значи ова до бескрај ќе оди најверојатно. Ако има избори, најмногу за 2 месеци ќе ги добијат и земјоделците, субвенциите ќе добијат, и економијата ќе тргне напред, значи ќе се решат сите проблеми. Друго решение нема во држава, очигледно. Председател на собрание. Не И технички и правно. Не е проблем ако се договорат тие избори, тогаш ќе биде добар председател. Да се избери. Сега не е добар. Нема да биде тој председател, ќе се распишат изборите. Па добро, мора да ги распишат, да ги изберат. Значи нема да има. И сега имаме председател на собрание, кој случајно е повторно пратеник, а не е председател, меѓутоа по сите дефиниции ги користи и председавач и председател. Сите зборуваме да се распишат изборите. Значи нема што заседавање на собранието понатаму. Како нема, може. Распуштање едноставно и тоа ќе биде. Добро. Тоа ќе биде. Добро. Распуштање мора да ги распише некој изборите. Јас само сакав И локалните, еве локални, зошто не зборуваме за локалните? Па еве сега. Па локалните уште поголем проблем се. Затоа викаме предвремените парламентарни избори и локалните да се распишат заедно. По некои толкувања правни после 14 мај нема, по некои 28 очигледно е дека може да продолжат, но еве локалните мора да се одржат. Очигледно е дури и повикот од страна на ВМРО ДПМН со коалицијата за откажување на тиранската платформа и да се направи влада, дека не е прифатливо. И дури мој апел е и до Груевски дека повеќе нема ефект од понудата за тоа прашање за повлекување на платформата. Значи единствено остануваат само организирање на предвремени парламентарни и локални избори заедно. Друго решение во Република Македонија нема. Затоа што платформата не ја откажува, најверојатно се има премногу задолжено што не може човекот да ја откаже таа платформа. Ама сега не постои има владина програма. Добро, господа, ви благодарам што бевте гости во аргументи, вашите аргументи и соочувања беа продуктивни, верувам дека граѓаните ќе можат од секоја наредна дебата да изградат некое свое мислење околу можното излезно решение од кризата. И да се надеваме дека навистина ќе се реши проблемот. Почитувани играчи, ви благодарам за вниманието. Мои гости беа Живко Енкуловски и Зоран Шапорич. Живко Енкуловски од Подем и Зоран Шапорич од ЛДП. Благодарам, господи. Благодарам. Благодарим и. Но за старт, за да можам да одработам платата, Читување на функцијата која немаш право да покажеш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дајте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште ли ќе очистиме? Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ама молам режија.